Квалитативно гледано, експресниот пат представува пат резервиран за сообраќај на моторни возила. Жаргонски може да го сметаме како компромис меѓу пат резервиран за моторен сообраќај и автопат. Доделуваме уште сообраќајни ленти за застанување, она што го има автопатот. Но што забораваме? Немаме физичко раздвојување, големи брзини, недржење страна и правец. Третата работа е непрописно пристигнување. Тоа носи ризик. Не само на овој пат штипкочен. Ние сме шампиони за импровизација. Вложуваме инвестиции, пари, даваме уште 2 метри лента за застанување. Зошто? За да се злоупотребува, за да се вози понезе непрописно, за да се застанува. 30 км немате ни едно стојалиште за застување, некој проширување. Кога тој ќе види поле пред него, 3,75, 2,5,75, уште 5,75, преку 12 метри, ширина, не физичко одделен, чувствува потреба и вози, и ако знае дека е 100 или на некој место 110 ограничена брзина. Ние имавме сообраќајни незгоди вештачен преку 150-160 км на час имаше сообраќајни незгоди. Значи на експресен пат. 85% од возачите и повеќе возат со таа и поголема брзина. Тука треба веќе да се реагира. Ама и овој што пристигнува, чувствува комотност затоа што знае дека тој има простор да се повлечи и свесно го предизвикува да се повлечи. Имаме недоследности во сигнализација, испрекината линија и знак забрането пристигнување. Критични локации не се клучките. Нема полициска контрола. Дали ќе играме со 2+1 ленти? Години наназад науката не ги признава како безбедни патишта. Тие се лудница, затоа што имаме луѓе возат диво, лудо. Тоа е безобзирно возење. Тоа е кривично дело. Тоа е обид за убиство. 6 жртви во една година на 30 километри. Безпредметно да зборувате. Тоа е масакар. Физичко раздвојување и 2 ленти, тоа е идеално. Тоа е решението понатаму.